Тони, ви благодарам што се вклучувате за да ни кажете деталите за овој преубав фестивал. Ви благодарам, Марија, за поканата и можноста да зборуваме за фестивалот, кој што навистина за 5 години успеа да се создаде место не само во рамките на Илинденски денови, кој што годинава одбележува 56-то издание, и кој што во моментов е во полнек со фолклорниот дел од фестивалот, така да навистина нас ни представува задоволство не само што успеавме да се етаблираме во рамките на Илинденски денови, бидејќи тоа е стара институција кој што 56 години започна како републички фестивал, а сега е интернационален фестивал исто како и нашиот, но тоа што повеќе не радува е што успеавме да се етаблираме и на светската сцена на документарните етнографски филмови. Затоа доволно сведочи бројот на филмовите кои што ги добивме годинава, 1800 отприлика филмови, од кои што избравме само 40 кои што се прикажуваат овде во Битола. За толку кратко време, јубилејно 5-то издание, а веќе познат во светски рамки, но исто така да спомнам и за самата важност на фестивалот, именно етнографски, значи дека се прикажуваат филмови со теми како културно наследство, традиции, живот на различни народи. И всушност, зошто етнографскиот филм денеска е поважен од било кога? Јас мислам дека е поважен бидејќи светот е во такви промени кои што не можевме да си ги замислиме. Интервјуто го реализираме со едноставни средства кои што порано беа потребни камери, посебни траси да се испратат, но ова го правиме толку лесно. Значи тој технолошки напредок кој што ја прегазува традицијата и многу брзо се заборава, и имавме филмови кои што ги прикажавме и кои што ги прикажуваме овде во Битола, кои што ни зборуваат дека кога предците и сето оно усно што ни било пренесено, кога нашите предци, дедовци или баби ќе исчезнат, мислиме дека сни го запаметиле. И после тоа што сни го запаметили, сни го заборавили или сни го направиле на некој друг начин. А кога етнографскиот филм тоа го запишува, тоа останува, не би рекол сега врежано на лента, бидејќи се помалку режисери работат со ленти на дигитална основа, и тоа останува запишано вечно и што може да им послужи не само на општата публика, на целокупната јавност, туку и на научниците, бидејќи честопати овие етнографски филмови служат како основа. Кога започнува етнографските филмови некаде во тоа уште да речем уште одамна имаше такви документарни филмови кои што се со етнографска содржина, но кога започнува не се вика етнографски, се вика реални филмови, значи вистински филмови како што прикажува вистинскиот живот. Камерата се вклучува и го запишува тоа што го гледа во тој момент. Одлично и фантастично, и всушност, еве спомнавте дека голем број од филмови аплицирале, односно се пријавиле за да бидат прикажувани, мал дел сте одбрали. Кои беа најважните критериуми во изборот? Би сакал да одберам уште повеќе, но нема повеќе место каде да се стават во програмата на фестивалот, бидејќи Илинденски денови има многу манифестации, има изложби кои што се во моментов кој може да се видат во Безистено, во Залот и музеј Битола, во Магазата, со концерти кои што се пропратили, така да навистина беше многу тешко да се направи пообилна програма, од ова повеќе не можевме да ставиме филмови, но тоа сепак зборува и за сериозноста на селекцијата, бидејќи еден од критериумите да има етнографска содржина самиот филм, документарен да види, но сепак да има и филмскиот карактер, значи да има филмска уметност во тоа што се прикажува. После внимаваме исто на географската застапеност на континентите, и интересно е дека има континент кој што е многу поактивен од другите континенти со етнографски филмски содржини, а тоа е Јужна Америка. Сите земји, без исклучок, ни дојдоа најмногу филмови од тој дел, ни дојдоа многу филмови и од Иран исто така, но поради војната што беше во Иран, многу режисери кои што ги побаравме ните филмови, после не ни одговорија, најверојатно заради проблемите со врските, но сепак тие филмови ќе ги зачуваме, бидејќи навистина сведочат за некои традиции, игри, песни, што е интересно дека кога ќе се споредат сите овие земји, почнав од Јужна Америка, Бразил, Екватор, па се до Иран, некој пат наоѓаме сличности во традициите и во нашите обичаи што ги имаме. Може би се изменати, но сепак луѓето се исти насекаде во светот, без разлика која боја се, кој јазик го зборуваат. Апсолутно е така, еве ја спомнавте Јужна Америка, далечен континент, но во секој случај преку разни филмови, серии, многу дури сме дознале за нив како народи, нели, но секако дека е многу интересно, многу подлабоко да се допре до нивната традиција.
Всушност, сериите што ги гледаме и филмовите ни прикажуваат само еден дел, да речем, западниот дел од овие јужноамерикански земји, а додека во филмовите што ги гледаме оригиналната човечка заедница, таква каква што постои, која што на некои места се уште е недопрена. Значи, луѓето живеат како што живееле пред 10-15 години, во кој што единствениот грижа е што да најдат да јадат, како да го згрижат нивното семејство, да создадат семејство и да продолжат понатаму да живеат. И се разбира тука се гледа тоа што може многу да не загрижи, дека и во тие заедници, иако се многу блиски, соседните племиња, кои што не се големи племиња, се по околу 40 до 100 најмногу луѓе, меѓу себе војуваат. И најчесто војуваат за да го приграбат богатството на другите, најчесто го гледаат тоа во жените, бидејќи тоа им дозволува нивното племе да обстане. Тоа е доста и загрижувачко, бидејќи всушност се кажува вистинската природа на човечките суштества. Така и некои пориви кои што од порано биле, нели, да кажам, од некои минати времиња, ете и ден денеска постојат. И ситуации, дали овогодинешното издание повеќе зборува за традицијата или можеби пак и за предизвиците на современиот човек? Имаме и за двете, и за традициите. Кога зборувавме за војните, не случајно го наметнав тоа прашање, бидејќи имавме неколку филмови кои што навистина зборуваат за траумите предизвикани кај војните кои што луѓето ги носат со години. Во моментот кој што се јавуваме од малата сала на Центарот за култура во Битола, кој што е еден од фондаторите на фестивалот и тој што го поддржува најмногу фестивалот, заедно во оваа година имавме и од Агенцијата за филм, гледачите се расплака гледајќи го филмот Македонецот на Петро Алексовски, кој што зборува за трагедијата на македонците од Егејска Македонија, на децата бегалци. Тоа е за нас многу познато, но во странство не е познато. Иако тоа не е познато, публиката не можеше да ги задржи солзите за време на прикажувањето на филмот. Потоа имавме за еден ветеран од Виетнам, кој што е индијанец, американски индијанец, кој што самиот вели: ние не бевме поразен народ и јас се борев за војската на тие што не поразија, значи не се борев за своја војска. И се борев за тоа, истото тоа што нас ни го направија западните зими кога дојдоа на нашиот континент. Така да доста интересно тој дел. За климатските промени е многу интересно, бидејќи исто имавме кога зборувавме за Јужна Америка, беше филмот научивме еден нов термин етноботаника. Бидејќи секој народ и тука во Македонија за секое растение, за секое цвеќе има свое народно име, кое што некои растенија нема дури ни научно име во Јужна Америка, ама домородното население си ги знае и знае за што служат, дали се за јадење, дали се за лекување и така натаму. Постои исто заштитата, употребата на пестицидите, употребата на вештачки ѓубрива, колку тоа штетат во културите, како што ни доаѓа еден филм од Индо зборува на таа тема, или пак исто повторно во Амазонија, каде што се уништуваат шуми за да се посадат насади со плантажи со соја, кои што после се увезуваат тука кај нас во Европа за гоење на добитокот. Значи има доста интересни работи кои што може да се видат на фестивалот во Битола. И да ни се прошират видиците буквално. Господин Гламчевски, кога станува збор за публиката, дали може да се каже или дали вие забележувате дека расте интересот и кај помладата публика за документарниот и етнографскиот филм? Расте, ма треба да се создаде навиката кај младата публика да гледаат такви филмови, бидејќи имавме еден Бангаранг, филм кој што до Италија, бидејќи Италија не е земјен фокусот со поддршка на италијанската амбасада во градот кој што е најпогоден од загадувањето во Италија од челичарите што постојат таму. Мало девојче вели: TikTok ни го испразна малото мозоче. За да се наполни малото мозоче, треба да им се покаже на децата нешто друго. И ние се обидувавме, имавме неколку проекции во рамките на работилницата, на детската работилница што се прави овде во рамките на Илинденски денови. Имаше проекции за помладата публика, се обидувавме да прикажеме филмови кои што се прилагодени на нивната возраст, што не е лесно да се најдат документарни филмови. И интересно дека имаше еден подолг филм, долгометражен, полски, Кралот Мед први,
децата не сакаат да излезат, бидејќи родителите веќе ги чекаат, филмот не беше завршен, што значи ќе доволно зборува дека кај нив се буди таа желба да гледаат нешто ново, нешто интересно што не е секојдневно. Во што велам, потребно да се создаде навиката кај младите да гледаат не само документарни филмови, туку и воопшто и други филмови. Видите, овде ние со Центарот за култура во Битола веќе се работуваме 5-та година, како што не знам дали знаете, Марија, веќе зборувавме, јас сум исто председател на меѓународниот филмски фестивал во Нанси, имаме подпишано меморандум за соработка со Центарот и веќе 5-то издание имавме на малата школа за краткиот филм, бидејќи краткиот филм е можеби најпогоден за работа со децата, за дебати и така натаму. Да, кратко трае, може да се задржи вниманието лесно, нели? Фокусот на децата. Ја спомнавте Италија како земја на фокус. Што од таму ни носи етнографскиот филмски фестивал како теми? Го отворивме фестивалот со филмот на никое друго место, никаде вак, во кој што се раскажува приказната на еден сточар, кој што се соочува со модерноста, неговите кучиња кои што живеат слободно, како и тој што сака да живее слободно, мора да носат околовратници. Кравите не може да се движат слободно по пасишата како што се движеле понатаму. Всушност еден вид револт има, например, што зборов исто како филмот Бангаранг со децата како живеат во еден од најзагадените градови во Италија. Детската безгрижност Бакуњо, кој што зборува или има две имиња тој филм Бакуњо или Бикот и Мадоната, во кој што се прикажува традицијата на поклонување на бикот пред црквата. Всушност тој бил римски обичај, значи пагански обичај, на крајот на жетвата како жртвување и благодарност за жетвата бикот се поклонува. Но црквата го присвоила тој обичај и сега мора да се поклонуваат пред црквата биковите и тоа е интересна традиција, бидејќи дел од тоа население од југот на Италија доаѓа од Балканот, кога дошле османлиите, дел од нив се преселили и пренесле дел од нивните обичаи. Значи имав исто за предсадбените серенади, мислим дека и кај нас се пеат серенади, најверојатно под влијание на италијанската култура, овде се прикажува како биле правени серенадите во Италија. Значи има доста интересни работи, можеме да земеме уште повеќе италијански филмови, но бевме ограничени на неколку со оглед на бројот на филмовите во рамките на Илинденски ден. Да, и тие ни се близок народ, имаме доста сличности, нели, едни со други. Да, точно, традициите се секаде исти, на некој начин сочувуваат. Така, Гламчевски, вашето долгогодишно искуство како уметнички директор и селектор на фестивалот во Наси влие врз концептот и врз креирањето на самиот интернационален етнографски филмски фестивал во Битола. Што од европските искуства пренесувате вие кај нас? Најчесто е начинот на работењето, се обидуваме да бидеме многу поекономични во нашето функционирање. Јас би се заблагодарил пред се, можам да кажам слободно, на начинот на кој што бевме прифатени во Центарот за култура и посебно да го споменам Валентин Соклевски, бидејќи негова беше идејата, да знаејќи дека сте познаваме веќе подолго време, јас сум како млад сум ги водел Илинденски денови во 80-тите крај, почетокот на 90-тите години, а Валентин стана столбот на Илинденски денови. На некој начин предложи да го префрлиме нашето искуство. И првото издание што ги имавме на фестивалот беше со филмови кои што има етнографски карактер, кои што беа прикажани на фестивалот во Нанси, бидејќи за изминативе 14 изданија во Нанси кои што го водам фестивалот, стекнав пријателство меѓу режисерите и што ни дозволува тука да пренесиме дел од тие контакти што ги имавме создадено со фестивалот во Наси и овде за да ги искористиме и за во фестивалот во Битола, бидејќи зборуваме често за браќата Манаки, за фестивалот на браќата Манаки, но фестивалот на Илинденски денови етнографскиот можеби најмногу се вклопува во концепцијата што имае браќата Манаки за снимањето. Се сеќаваме на нивните први филмови, се навистина етнографски и сведоштво за нашиот крај. Затоа и тоа искуство ние што се обидовме да го пренесиме и ние на фестивалот во Нанси многу често зборуваме за човековите права, но во поширока форма, не само во правна конвенција, во кој што се опфаќаат секојдневниот живот на луѓето, како да си го зачуваат нивното право на самоопределување, на самоидентификување, за кој што се зборува многу во овој момент во Македонија, и многу од филмовите што ги пренесовме тука во Битола, кои што ги селекционираме, бидејќи сега се две независни селекции и со независни кандидатури за документарните филмови, се обидувам да прикажам филмови кои што може да ни послужат како пример како
се заштитува својот идентитет, па кога и една, би рекле во наводници, примитивна заедница, бидејќи не е според нашите концепцијски цивилизацијски сваќања напредна, всушност се можеби многу понапредна од нас во начинот како да си го зачува својот идентитет, својата храна, својот начин на живење, се обидуваат да го заштитат тоа. Па тие што биле оддалечени од нивните традиции, се обидуваат да се вратат на традициите по голема цена, бидејќи треба да се откажат од напредоците што ги имале во, да речам, во современото општество, кога биле насила или со лага оттргнати од нивните родни огништа. Да, теми кои што, како што спомнавте, треба и новите генерации да ги погледнат, односно филмови кои што треба да останат забележани, документирани за и следните генерации да видат што се случувало историски гледано и некако да сватиме дека можеби како генерации имаме доста и предности сега, а можеби не сме свесни за тоа колку порано бил и потежок животот и сосем со поинакви предизвици луѓето се соочувале. Па и никогаш да сме благодарни на крајот на криштата за одредени работи, да ги цениме повеќе и технологиите и достапноста на информациите. Но Гланчевски, исто би ве прашала, спомнуваме различни филмови, но имате ли филм кој што вас посебен впечаток ви остави, ве натера посебно да размислувате околу одредени теми? Филм кој што ми остави посебна тема, мислам за размислување, беше филмот на Јасмина Војчевска од Полска, Кралот Мед Први, кај што две сестри размислуваат за животот. Филмот е снимен во подолг период за време на ковид кризата, но само филмот е од оваа година и кој што навистина гледа дека децата се многу преокупирани со секојдневните теми што ние возрастните меѓу нас ги зборуваме. Мислиме дека децата не ги интересираат, всушност се многу заинтересирани и загрижени за светот кој што им го оставаме. Јас честопати кога велам дека кога ќе напушиш својата родна земја, како јас што живеам веќе 30 и нешто години во Франција, дури тогаш ќе сватиш кога ќе напуштиш својата земја што ти недостига и што е убаво во твојата земја и што треба да се зачува. За жал, многу работи не успеавме да ги зачуваме, бидејќи, како што реков предно, како што рековте вие, Марија, се менуваат работите, општеството многу брзо се менува. Кога ќе зборувам со моите ќерки или со моите деца, кои ќе речам, знаете, јас одам да им помагам на моите родители да се носи вода до нивата, да се собираат јагоди, да се станува рано наутро. Ќе рече, тоа беше во некое друго време. Да, ма тоа друго време не било многу одамна. Господин Гланчевски, Интернационалниот етнографски филмски фестивал се одржува секоја година во Битола, но дали можеби размислувате да се прошири во други градови на Македонија, например во Скопје? Со задоволство би сакале да се прошири фестивалот. Може би ни требале малку повеќе средства за тоа да се направи, но мислам дека кога веќе ќе се организира, кога филмовите се веќе преведени, биќе сите филмови се титуловани на македонски јазик. Сум јас го правам техничката подготовка. Веќе минатата година имавме искуство во Трпејца, назајби сум се во Трпејца бевме со кратки филмови. Годинава се одлучивме и најверојатно ќе биде реализирано во библиотеката во Охрид. Овде во Битола исто ќе бидат редифузирани овие филмови за школската публика, започнувајќи од септември и октомври. Сериозно се размислува, бидејќи се филмови кои што навистина ретко допираат до публиката, не само тука во Македонија, него и насекаде во светот, бидејќи создадовме на еден начин вкус кај младите, кај повозрастите за комерцијалните филмови, како во моментов да не го споменеме филмот кој што за сите зборуваат, кој што ако чинеше 200 милиони евра, чини уште 200 милиони евра само за промоцијата на филмот. Знаете за кој филм зборувам, нема да го спомена. Значи, со многу помалку средства може да се направат многу поинтересни работи кои што ќе ни бидат воспитни. Вие работите на телевизијата, јас работев исто на телевизијата. Телевизијата на почетокот беше воспитна. Може да биде и забавна, но не само како што велат некои да му испразни мозокот на луѓето, како што рече тоа девојче во документарниот филм, треба малку и да ни го наполни мозокот и да размислуваме за нешто поинако. Се надевам дека ќе успееме да дојдеме и во Скопје, и во Прилеп, бидејќи технологијата сега дозволува, кога се носеа големи ленти беше тешко да се патува, до сега преку интернет може да се пратат било каде во светот. Ви благодарам многу за одвоеното време. Задоволство е секогаш да се разговара со вас и секогаш нови искуства да се дознаат од вас. Уште многу години нека постои фестивалот и секако да се гледаме повторно за убави поводи.
Благодарам, Марија, ви посакувам се најдобро исти вас. И повелете на фестивалот.